Почитувани громовци, едносрдечно добре дојде. Од мое име и од име на иницијативниот одбор на Младинскиот форум на граѓанската опција за Македонија Гром. Дозволете ми на почетокот на овој денешен грандиозен настан да ви се заблагодарам за вечерашното присуство. Најнапред ми представува особено задоволство и чест да го поздравам нашиот председател, господинот Стефчо Јакимовски. Исто така ги поздравувам членовите на извршниот и централниот одбор, сите присутни членови на Гром, медиумите и останатите гости. Го отварам основачкото собрание на Младинскиот форум на граѓанската опција за Македонија Гром, во понатамошниот текст ФОМ Гром. Ја поканувам Емилија Цветковска да ја исполни химната на Република Македонија. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. На почетокот имаме изненадување за вас. Го повикувам да излезе на сцена и да ве поздрави македонската музичка звезда Владко Лозановски Лозано. И да ги видиме знаменцата. Здраво, здраво на сите. Дали ни е ладно? Мислам дека се стопливме малце, така? Супер. Баш ми е мило што ве гледам толку голем број и што гледам така прекрасни млади луѓе тука во универзална сала. Знаете, кога ме покани тука, воопшто не се двомев дали треба или не треба дојдам, знаете, одма прифатив, сакаш сум тука за мојата публика, за музиката, за оние кои што сакаат мојата музика, моите песни, за она што јас го изведувам неколку години. Само едно би потенцирам и акцентирам и кажа дека, Владко, да знаеш дека тука публиката ќе има таква публика кој што секој изведуваш сака да има на свој солистички концерт, може би подобра публика од она што беше во Малме, Шведска на Евровизија.
Пред се сакам да ви посакам многу љубов, здравје, среќа во 2014 година, сите оние желби кои што сте ги имале и што ги имате да ви се изреализираат ова и нормално ви постан реалност. Доста е зворење? Дали може да почнеме со музика, со пење? Ама сите да пеем. Може, одиме сите заедно, нема ден, нема ноќ. Супер! Дали може само рефрен онака заедно на суво да ги спееме? Може, ама гласно, сите ден. Ќе ви пишам неоправда некој кој не би. Одиме. Нема ден, нема ној да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Со овие. Не сте јадени нешто денес. Одиме уште еднаш. Нема ден, нема малце пониско. Нема ден, нема ној да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Со овие. Нема ден, нема ној да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Те сакам, ти признавам. Супер! Фала ви многу, дечки! Се гледаме ние следна прилика. Чао, чао, бај, бај. Пред да преминеме на официјалниот дел на денешното основачко собрание, да ви раскажам една мала анекдота што изминатите денови се случила. Имено, пред неколку недели, релевантните фактори во државава нарачале анкета со прашање: каде одат младите граѓани на Македонија?
Кога ги добиле резултатите, останале вчудо невидени. Резултатите велеле вака. Трето место, дел од младите одат во Америка. Второ место, поголем дел од младите одат во Европа. А првото место, знаете ли кој го држи? Највеќе од младите одат во Гром, затоа што само Гром е решението за модерна и храбра Македонија. По четвртата точка од дневниот ред ќе ни се обрати председателот на ФОМ Гром Бојан Велевски. Добре, долека. Почитуван председател Јакимовски, почитувани членови на Централниот и Извршниот одбор на Гром, и ова долго време чекав да го кажам, почитувани членови на Централниот одбор на Форумот на млади на Гром, драга громовска младино, добро вечер! Јас сум Бојан Велевски, имам 26 години, дипломиран актер. Некои од вас, повеќината од вас претпоставуваме знаат како актер, меѓутоа вечерва се вклучувам и активно во политичките води. А вечерва се собравме сите ние заедно под нашиот слоган: Љубов плюс единство еднакво на иднина. Љубов, затоа што Гром е едно големо семејство. Семејство во кое сите ние треба да си помагаме, да се здружуваме и заедно да се бориме. Семејство во кое треба да се здружуваме 1, 2, 3, 5 мина, за да му подадеме рака на оној на кој што му е најпотребно. Единство кое треба да не држи сплотени. Сплотени и по најголемите прашања за оваа држава. Прашањето за името, прашањето за идентитетот, прашањето за Уставот на Република Македонија. Единство кое ќе раѓа почит, меѓусебна почит, и ќе покажеме дека сите ние овде во Гром, без разлика на вера и нација, сме заедно, како едно големо семејство. И само заедно можеме да успееме и да изградиме подобра иднина за оваа држава. И нормално, ако успееме да ги споиме овие две работи, единство и љубов, тогаш оваа младина, верувајте, ќе може многу успешно да ја гради својата иднина. Еден аплауз за слоганот: љубов плюс единство е еднакво на иднина. Меѓу нас вечерва имаме и малку повозрастни од нас. Јас сакам да им порачам нешто. Имавте 23 години да ја истерате оваа држава на прав пат. Наместо тоа ги истеравте младите надвор од оваа држава. Сега ние сме на потек. Младината е на потек. И ги гледам, уште ми зборуваат со носталгија за Југославија. Во ред, Југославија може би била подобра од Македонија, може би не знам. Меѓутоа јас не ја познавам таа држава, не ја паметам, а не ја памети ниту еден од вас. И затоа велам, оставете не сега ние, заедно самите оваа младина, да ја изгради едно подобро општество и да изгради една подобра Македонија. Општество во кое младиот човек нема да го гледа своето вработување само и исклучиво само преку партиската книшка. Општество во кое што младите нема да ги свртат своите очи само кон администрацијата. Па, драги луѓе, од администрацијата има само ограничени ресурси. Таа е ограничена, не може сите да не прими на едно место. Администрацијата не е, државата не е само администрација. Државата се и фабриките, и полињата, и дуќаните, и еснафите. И тоа е државата.
Власта треба да создава, а не да одзема услови за работа. Треба да создава услови да младите луѓе развиваат нови менаџерски вештини. Треба да создава нови услови за работа, да го развива предприемаштвото, за да утре вие бидете газди, да вие вработувате луѓе, а не да чекате некој преку партиска книжка или не знам каков начин да ве вработи. Вие да бидете газди. Оваа младина треба утре да вработува, а не да чека некој друг да ја вработи. Така ли е? Но за тоа, власта мора да ги тргне рацете од стопанството. Затоа што ние сакаме лојална, а не партиска конкуренција на пазарот. Ама за тоа власта мора да си ги тргне малку рацете. Сакаме власт. Оваа порака сакам многу силно да ја упатам. Сакаме власт која што ќе ја почитуваме. Власт со која ќе се гордееме, бидејќи успесите на власта се и наши успеси, а не власт од која што ќе се плашиме. Сите се боревме за слободна Македонија. Еве сега ја имаме, но каде е слободата? На сите ни треба слобода. И на бизнисмените, и на студентите. Најмногу можеби на новинарите, а сепак ќе кажам на крај, најмногу на нас, младите, ни треба таа слобода. Младиот човек не знае да живее во страв, не знае да живее под закани, под усилби, под казни. Ние сме млади, прогресивни луѓе, не знаеме да живееме под синџири. Ние ја имаме силата, ги кршиме тие синџири и продолжуваме напред. Бидејќи нам најмногу ни треба тој слободен простор, ние треба да дишиме, нас ни треба тој слободен простор за да твориме и да создаваме. И нека не мисли власта, еве јас сум уметник, нека не мисли власта дека ако си ги собрала сите уметници на едно место, дека си ги собрала сите околу себе и дека ќе ги има најубавите представи, дека ќе има најубавата уметност, најубавите слики, најубавите филмови, најубавите театарски представи. Не е така. Еве ќе ви кажам и зошто. Најубавите песни се напишани за време турско, кога на луѓето, на народот му било најтешко. Големиот Рацин својата најубава поезија ја напишал, знаете ли кога? Кога му било најтешко. Тоа се вистински уметници кои духовно го хранат својот народ кога му е најтешко, а не се платеници на власта. Тоа се вистински уметници. Драга генерацијо, Гром гради една поинаква младина. Градиме младина по европски терк со оригинална поставеност и оригинален начин на работа. По две работи во самиот старт сме оригинални и први и единствени во оваа држава. Прво, замислете, оваа младина ќе биде единствената младина во историјата на Република Македонија која што има толку многу слобода и ќе излезе со своја собствена програма која ќе се бави исклучиво со проблемите на младиот човек до 27 години. Со нашите проблеми, со проблемите во образованието, образовниот систем, со проблемите на невработеноста на младите, студентите, студентските домови, средношколците, ние имаме идеја, ние имаме визија, ние знаеме како, ние ќе понудиме конкретни мерки како да ги олесниме финансиските трошоци на младиот човек до 27 години. Ќе зборуваме за младите и културата, за младите и спортот и така натаму и така натаму. Од вас присутни овде и од вас што се во цела Македонија, бараме една работа. Активно да се вклучите во креирањето на оваа програма, со вашите идеи, со вашите проекти, со вашите визии, преку председателите на младенските организации, преку председателите на општинските организации. Давајте ги вашите идеи и проекти за да ја наполниме оваа програма со квалитет. Од вас ги сакаме тие проекти, не од мене, не од некој друг, туку од вас. Од оваа универзална сала утре да излезат 2000 проекти и да ги распределиме во следните 20 години да ги реализираме откако ќе практицираме власт. Огромен простор ни дава председателот Јакимовски.
Еве уште една новина да ви кажам. Најдобрите проекти од младите луѓе ќе бидат лично презентирани од председателот Јакимовски пред медиумите, а младиот човек кој што е носител на проектот ќе стои до председателот и самиот ќе го изнесе тој проект пред медиумите. Е па кажете ми кај има ваква младина? Од форумот на млади се бара максимално да се вклучи и во изборната програма на оваа партија. Драги млади луѓе, од нас бара да учествуваме во изборната програма на Гром. Утре ќе бидеме на власт и тие ваши проекти ќе ги реализираме. Најдобрите проекти ќе влезат и во изборната програма на Гром. Втората работа. Оваа младина ќе руши стереотипи и ќе го струши најголемиот стереотип, најодбивниот стереотип во партиското работење во оваа држава. Ова многу ќе ви израдува. Драга младино, нема да лепиме плакати. Оваа младина нема да залепи ниту еден единствен плакат. Да го чујам аплаузот, ова не е аплауз за лепење плакати. Не ве викнавме во Гром за да лепите плакати. Не ве викнавме во Гром за да лепите плакати, драга генерацијо. Ве викнавме за да го искористиме вашиот интелектуален и креативен потенцијал. Ете, затоа сте овде во Гром. И вака ќе им кажете на вашите пријатели и другари, без разлика дали се во други партии или не, дојдете со нас ако не сакате да лепите плакати. Така да им кажете. Дојдете со нас, затоа што ова е форум на млади. Не е ни сила, не е ни некаква унија, не е ништо. Ова е форум, значи дебата, идеја и креатива. Ние сме Гром, а каде што има Гром, има и светлина. Е, ние сме таа светлина на крајот од тунелот, драга младино. И тоа силна, многу силна светлина. Ви благодарам. Убедена сум дека со особен интерес го очекувате и обраќањето на председателот на Гром, господин Стефчо Јакимовски. Дозволете уште еднаш во името на сите вас срдечно да го поздравиме неговото присуство. Повелете, председателе. Се стопливте ли? Така е тоа, после ладното иде топлото. После дождот иде сонцето, после опозиција иде власт. Затоа сме вечерва тука. Има една изрека која вели: кога си млад, ако не бидеш револуционер, а кога ќе остариш, ако не си конзервативец, не вреди да живееш. Видовте ли вие колку револуционерен председател избравте? Бојан, ти честитам. Честитам на енергијата, на револуционерноста, што имаш ти и твоите млади другари. Почитувани млади членови на граѓанската опција на Македонија, почитувани млади членови на форумот на млади на Гром, почитувани членови на извршниот одбор на Гром, почитувани членови на централниот одбор на Гром, почитувани присутни драги гости, почитувани медиуми. Вечерва сум навистина горд. Искрено сум возбуден. Затоа што пред мене ја гледам иднината на граѓанската опција за Македонија. Таа е убава, моќна,
енергична, но пред се храбра. Таа е Гром. Сакам да ве прашам, како сте? Јас сум Гром. А вие? Веќе слушнавте. Денеска некому шега, некому вистина се прикажува низ цела Македонија. На прашањето каде најчесто одат младите од Македонија, некој одговара за Америка, некој за Австралија, некој за Канада, ама вистината вели најмногу одат во Гром. И се поставува прашање, зарем има некаде каде што се зачлениле или отишле повеќе од 5000 млади за само 4 месеца. Се разбира, само во Гром се зачлениле повеќе од 5000 млади за само 4 месеца и тоа се гледа вечерва, се гледа во ова преполна универзална сала која што не ги собра сите млади на кои што им се извинуваме и ветуваме дека кога ќе дојдеме на власт, ќе направиме барем дупло поголема сала од ова за да може да не собере сите. Се прашуваме колку ни има тука, 1000, 2, 3. Малку е. Во цела Македонија ни има над 5000 млади, кои се веќе наси членови. И тие со цело срце и цела душа, исто како што досега Гром прими над 20.000 членови од сите краишта на Република Македонија, работат за доброто на партијата. Но зошто Гром? Зошто вечерва ни има толку многу? Затоа што Гром има своја организациона поставеност, има своја визија и има своја приказна. И тоа многу поразлична од сите што досега сме ги чуле. Во неа, во преден план, се токму младите. Ние од Гром знаеме дека најздравиот дел од секој општество се младите. Младите знаат да проценат што е добро, знаат да ја читаат секоја порака, знаат што значи мултиетничност, еднаквост, љубов и толеранција, што значи и терминот дескопианизација, знаат што значи зборот храбро и кој е храбар, знаат што е ветено, а што е сторено и знаат во кого да веруваат. Знаат кој ветува и кој ги исполнува своите ветувања. Знаат дека треба да веруваат на визијата за една поуспешна, по-просперитетна Република Македонија. Знаат дека Гром е партијата која што ветува еднакви услови за сите, без оглед на верата, нацијата, полот или верската припадност или било каква друга припадност. Граѓанската опција за Македонија е таа која ги отвори вратите за сите граѓани кои сакаат да дадат дел од себе и тука ги здруживме идеите, трудот, еланот, слободното време и средствата и тоа не го жалиме. Зошто резултатот веќе се гледа и еден од најбитни резултати е токму овој што го гледаме вечерва овде, на кој што сме собрани сите ние заедно. Сосема е оправдано тие што се вложуваат себе си во оваа партија да очекуваат и подобри услови за себе и своето семејство за живење, за вработување, перспектива, подобар стандард, подобри услови за живот и во најоддалеченото катче на Република Македонија. Раководството на Гром тоа го свати од самиот почеток. Тогаш решивме нашата успешна приказна по теркот на Карпош да ја пренесеме низ цела Македонија, да им покажеме на оние сомничавите, па и на оние разочараните, дека може поинаку и поубаво, дека убавото што вирее во Карпош може да вирее секаде, од Дојран до Ќафасан, од Меджитлија до Јажинце, од Деве Бајри до Љубаниште. Почитувани млади членови на Гром, нашиот оџакот на Гром, веќе чади во 36 општини. Таму луѓето разбраа дека Гром знае што сака и уште подобро знае што не сака. Не сакаме тиранија. Не сакаме власт од која ќе се плашиме, како што рече нашиот председател Бојан Велевски. Туку власт која ќе ја почитуваме. Не сме за диригирано новинарство, туку за слободно. Кому му користи политизираното судство, корумпираната и неефикасна администрација? Не сакаме власт која ни го зема сработеното,
која пречесто казнува: не сакаме понижено здравство и разнебитен клинички центар, не сакаме безкорисно образование, не сакаме вајлд карти за учество на Олимпијадата, туку сакаме сами да ги исполниме олимписките норми. Зашто младите спортисти во Република Македонија имат и сила, и енергија, и знаење, и талент, и историја, и дека само им треба државната поддршка за да ги остварат овие олимписки норми. И на крајот, не сакаме да го дадеме нашето исконско име, не сакаме да го дадеме името Македонија. И не сакаме да со него никој да тргува. Членовите на форумот на млади на Гром добро знаат што не сакаат. Не може како досега младите да се збутуваат како во Хафез, само во една единствена агенција за млади и спорт и толку. Или да се сетиме на младите на секои 4 години кога ќе треба да лепат плакат. Не, вечерва младите громчани кажа: не, ние нема да лепиме плакати и ве поддржувам во тоа. Сакам вие заедно со нас, рамо до рамо, да се вклучите во реалниот политички живот. Вие мора да бидете креатори на иднината. Вие можете да го осмислувате својот живот. Гром тоа и ви го нуди. Гром еден ден ќе биде расадник на млади кадри кои на своите крила ќе го донесат не само успехот на најнадежната партија во државата, туку и успехот на Република Македонија. Вие младите имате формулата. Младите сакаат активно да се вклучуваат, да дискутираат и одлучуваат за помал буџет, за повеќе пари кај граѓаните, за еднакви можности за живот на сите граѓани, за поубави патишта, модерно здравство, европско образование. Сакаат да зборуваат за предприемаштвото, а не за гола политика. Сакаат да живеат од собствениот труд, а не да бидат издржувани. Младите на Гром одлучија да ја земат судбината во своите раце. Факт е дека неоправдано долго младите се држат настрана од големата политика. Не, младите не сакаат така и не го заслужуваат тоа. Младите во себе го носат активизмот, непосредноста во комуникацијата, топлината. Имаме млади кои и денес се образуваат на Харвард, на Јейл, во Оксфорд и во другите светски универзитетски центри. Вооружени се вооружуваат со нови, најсовремени менаџерски вештини. Високи комуникацијски и организациони способности веќе поседуваат. Ете, тие треба да ја водат Република Македонија напред. Тие треба од Македонија да направат современа и модерна држава. Оваа партија ја формиравме ние, родени во 60-тите години од минатиот век. Нашата задача е да го водиме Гром, да ја водиме нашата партија во наредниве 2 изборни циклуси. А потоа да ја преземете вие кои сте родени кон крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години. Ниту јас, ниту било кој од моите колеги не сакаме да бидеме вечни. Сакаме вечна да ни биде само партијата Гром, граѓанската опција за Македонија. Во овој момент ми навира само едно сеќавање кое што го доживеав во Белград на надпревар помеѓу Арсенал и Белградски Партизан, каде што Партизан загуби со 1:3 на домашен терен. И кога заврши надпреварот, неговата публика пееше: и кад чуеш звиждуке са трибине, и кад не будеш био први, Партизане, знај да те волим, волим ја. И таа публика пееше половина час и ги врати фудбалерите на терен и им даде аплауз. Зошто ова сакам да ви го кажам? Оваа наша партија ќе има и подеми и падови. Ќе биде и власт, ќе биде и опозиција. И ќе победуваме и ќе губиме. Тоа е животот. Ќе треба да се научиме да живееме и со победите и со поразите. Но она што е најбитно за сите, дека љубовта и лојалноста кон партијата, кон она што го создаваме вечерва, што е наше и што го развиваме од самиот почеток, треба да остане нешто трајно, нешто свето, кое што ќе го чуваме до крај. Секој од нас треба да го даде својот максимум за своето семејство, за партијата, за Македонија. Така треба да биде и на овие председателски, а се надевам и предвремени парламентарни избори,
кои веројатно ќе се случат на 13 април, а веќе ќе бидат распишени до крајот на наредната недела. Почитувани млади членови на граѓанската опција за Македонија, ајде да ги засукаме ракавите, да влеземе во секој дом, да се доближиме до граѓаните и да ја добиеме нивната доверба, зашто повеќе од очигледно е дека Благодарам. Зошто повеќе од очигледно е дека граѓаните не го добија она што го очекуваа од ВМРО ДПМН. Ниту пак СДСМ знае да им понуди решение. Тие се бават со вечните дворски игри и со внатрешните пресметки. Сега е нашата шанса. Дајте да ја искористиме, зашто нудиме нешто ново, нешто свежо, нешто различно, но сепак реално. Ве повикувам во наредниве 3 месеца да не се штедиме себе си, да го гледаме, да го дадеме и последниот атом на сила за гром, да го завземе своето место на политичкиот простор, она место кое што реално го заслужува, а потоа ќе се гордееме со резултатите. И ќе уживаме во сработеното. И ќе пееме "Не може нам нико ништо". Така ли е? Прекрасно е чувство кога се пее таа песна, да знаете, и кога победувате. Бидете уверени дека она што на овие избори ќе го дадете и овој максимум што ќе го дадете за себе, го давате практично максимумот за себе, за своето семејство, за граѓанската опција за Македонија и поубава и поперспективна Република Македонија. Ние се одлучуваме да се вклучиме во една голема мисија. Почитувани членови на форумот на граѓанската опција за Македонија, добре дојдовте во семејството на Гром, нека е вечен форумот на млади на Гром, нека е вечна Република Македонија. Благодарам. Објавувам дека техничкиот дел од работата на основачкото собрание на ФОМ Гром е завршена. Останете на своите места, следува концертот на групата Ди Марбл, а потоа сите заедно организирано одиме да прославиме во дискотеката XO.